Последни вести денеска, добро вечер. Владеачката ВМРО ДПМН вечерва го одржа завршниот митинг во Скопје, каде што свој обраќање има партискиот лидер и премиер Христијан Мицкоски и кандидатот за градоначалник на Скопје Орце Ѓоргиевски. Можам да кажам, темелот е поставен. Сега по изборите почнува буквално фаза на жестока работа и големи резултати. Во наредниот период ќе почнеме со повеќе од 70 крупни нови проекти. Скопје бара управување, а не експеримент. За Орце Скопје е мрежа на животи. И сега му треба вашиот јасен мандат за Скопје да стане град на ред, чистота, култура, лесно движење, рамно развиени општини и честна локална економија. Скопје не смее да биде арена за расправи, за инат и за блокади. Изминатите 4 години ни покажаа до каде води тоа, до хаос, до ѓубре и до целосен застој. Ние ќе го претвориме градот во арена за надпревар. Надпревар на добри идеи, надпревар на квалитетни проекти и надпревар на брзи и ефикасни решенија за вас граѓаните. А во текот на денешниот ден беа дистрибуирани гласачките ливчиња за вториот круг од локалните избори, кои што ќе се одржат в недела. Граѓаните во вториот круг ќе гласат за градоначалници во вкупно 32 општини, како и во градот Скопје. Според изборниот законник, за конечен избор на градоначалник во вториот круг не е предвиден цензус. Па така потребно е само да биде освоено мнозинство од гласовите на тие што гласале. Сепак во општините Гостивар, Врапчиште, Центар Жупа и Маврово, каде што во првиот круг не беше постигната излезеност, в недела нема да има гласање, туку изборите во овие општини ќе се одржат одново. Нивното повторно одржување треба да биде по објавувањето на конечните резултати од вториот круг, но не подоцна од 60 дена. Денеска се одвива распределбата на доверливиот избирачки материјал. Преку 13 рути се дистрибуира избирачкиот материјал до општинските изборни комисии. Вториот круг на локални избори за сега ќе го наблюдуваат 1569 наблюдувачи, кои што се акредитирани од страна на Државната изборна комисија. Од нив 904 се домашни, 651 се меѓународен наблюдувач и 14 странски новинари. По прогласување на конечност на резултатите, откако ќе изминат сите рокови и за тужби, тогаш ќе треба да се спроведат и повторните избори. Ова би значило целосно нова изборна поставка. По дводневните несогласувања околу надлежностите ставен е крај на неизвестноста за работењето на комунална хигиена. Скопската градоначалничка Арсовска назначи нов директор на предпријатието, откако претходно и од управниот одбор алармира дека резервите со нафта наменета за специјалните комунални возила се при крај. Детали од Дејан Трајковски. По дводневните натегања околу надлежностите, градоначалничката Арсовска стави крај на неизвестноста. Назначи нов директор на комунална хигиена. Александар Јовановски го наследува Сабахадин Рустеми, кој заврши во притвор и си поднес оставка и го доведе во прашање функционирањето на предпријатието. Арсовска нагласи дека Јовановски доаѓа од инспекторатот на град Скопје, има високо образование и повеќе годишно работно искуство, особено во делот на заштита и унапредување на животната средина. Јовановски посочи военно кои ќе му бидат приоритетите. Моите приоритети со доаѓањето на оваа функција се конкретни. Значи, пребувањето за нафта, кој што е тоа тековното одржување на предпријатието, чистење на градот, исплатата на платите, значи тековното одржување да може функционира и да има непречено собирање на отпадот. Тоа е моето тековно работење тука што ќе биде, затоа ќе се ангажирам. Само еден час претходно, првпат од почетокот на кризата со отпадот се огласија и од управниот одбор на комунална хигиена со итна ургенција до градоначалничката Арсовска да назначи нов директор, алармирајќи дека нафта имало само за уште еден ден. За ваше запознавање, во моментов се при крај резервите со нафта, наменети за специјалните комунални возила кои се употребуваат за собирање и транспорт на комуналниот отпад, што не може да се набави без подпис на ВД директор.
велат од управниот одбор. Дводневното статус кво по оставката на Рустеми, освен стравувањата дека возилата за смет можат да останат без нафта, а со тоа депониите да се вратат на улиците, ги загрижи вработените дека можат да останат без плата. Ќе се соочиме не само со недостаток на гориво, туку и за целокупното работење на предпријатието. Исто така ќе се соочиме и со проблем со сите оние исплати кон вработените пред се исплата на плати и други додатоци на плата кои што зависат пред се од новиот потписник, односно со потписот на директор. Во изминатите 2 дена градоначалничката Арсовски и управниот одбор на комунална се обвинуваа кој е надлежен да назначи нов директор и кој е виновен за катастрофалната состојба со хигиената во градот. До сега не се забележани некои заболувања, што се директно поврзани со насобраниот смет во Скопје, но треба да се внимава, посебно во овој период, додека не се расчисти сметот, порача од Институтот за јавно здравје. До сега не се забележани некои заболувања кои што се директно поврзани со сметот, насобраниот смет во Скопје. Треба да внимаваме посебно во овој период додека не се расчисти сметот. Често миење на рацете, посебно кога одиме да изфрламе смет, понатаму ракавици сепак стојат како опција кога се изфрла сметот, дезинфекција на рацете и она што е до свеста на граѓаните, сепак да го изфрлат сметот во простор каде што е определен за тоа, да не се ствараат диви депонии, а со тоа ќе се овозможи и да не се шират тие заболувања. Иако има пат во однос на претходната недела, сепак зголемен е бројот на заболените од грип во споредба со истиот период минатата година. Според дел од епидемиолозите, пикот се уште не е достигнат и вообичаено се очекува тоа да се случи дури во февруари. Сања Трајковска Ставров. За 2 недели регистрирани се 140 случаи или за 4 седмици околу 240 граѓани се заразиле со инфлуенца, но се уште не е достигнат прагот на влез во сезоната на грип, кој се очекува дури во февруари да го достигне својот пик, велат епидемиолозите од Институтот за јавно здравје. Иако процентот на заразени е околу 60% повисок од истиот период лани, состојбата не е алармантна и е очекувана. Сепак лекарите велат дека грипот може брзо да кутне и да биде опасен, особено за оние со хронични болести. Поради ова превенцијата со вакцинација и засилување на имунитетот со течности, витамини, здрава исхрана и добар сон се клучни за заштита од вируси, бидејќи постои можност истовремено да се заразиме и со инфлуенца и со ковид, а симптомите знаат да бидат силно гребење на грлото, сува кашлица и температура. Во моментот во Македонија циркулира стратус варијантата на COVID-19, секако тоа не значи дека не е веќе присутна и нова некоја варијанта. Тие симптоми кои што ги наведувате се типични респираторни симптоми кои што се карактеристични веќе за овој период од годината. Ќе имаме и се повеќе до крајот на годината и во почетокот на следната година лица со респираторни симптоми. Луѓето треба да внимаваат, да доколку забележат дека се болни, да немаат контакт со други луѓе, да не се шири заболувањето, да се често да проветруваат просториите каде што се наоѓаат, да, како што кажавте претходно, витамини, природен начин на внес. Ако имате симптоми на грип или настинг, маската би ги заштитила луѓето околу вас од заразата. Па затоа, особено во болниците, лекарите велат дека совесно е да се носи маска, особено онаму каде што има деца и стари лица. Например, во здравствените установи, кога е сезоната на грип, сите посетители, тогаш кога е дозволено, значи некогаш и се забранува и целосно посетата, да носат маски за заштита на баш на пациентите кои што се во тој момент секако и со други заболувања, значи би биле имунокомпрометирани. Освен вакцините кои се бесплатни за ранливите групи на граѓани, деца, хронично болни и повозрасни од 65 години, веќе ги има и комерцијалните, кои се наменети за останатиот дел од населението. Ако сакате да се вакцинирате, вакцината ќе ја платите 700 денари, а во Скопје може да се прими само во Центарот за јавно здравје Пролет, кој има набавено 2400 вакцини против сезонски грип. Секој работен ден од 7:30 до 14:30 може да примите вакцина со пари. Принципот на работа во Центарот е прв дојден, прв услужен. Тоа беше се. Пријатно.